Господе да е равноправен со неговите врсничини. Тој октомври 13 никој не ми навести, лошо ми се спрема, синот болест ке го зема. Дојде Тивко нечујно, сака данок да собира, дали дете или старица, реши та да не одбира. Денеска ви посакувам добри дојде од Струга. Пред неколку месеци имавме апел на кој што побаравме да ни пријавите матурант или матурантка на кој што ние ќе им приуштиме VIP ден. Денеска ќе ви кажам дека имаме матурант. И од кога ќе го запознаете, сигурно ќе се согласите со нас дека сме го направиле вистинскиот избор. Животот е чуден, непредвидлив како кула од карти, а човекот истовремено тврд како орев и кршлив како стакло. Таков е нашиот животен пат. Јас сум Димитрија Коловски, имам 52 години, татко сум на Јован, кој има 18 години. Јас сум Мирјана Колоска, мајка на Јован Колоски. Бевме весело семејство кое го растеше и му се радуваше на својот син единец. Се до кубниот 13. октомври 2008 година, кога лошата болест нашиот син Јован го фрли на смртната постела, а нашиот животен од продолжи по трње со многу неизвестности, предизвици и безпоштедна борба да се спаси нашето единче. Ова е приказна за пожртвуваноста, безусловната родителска љубов, вербата во подобро утре и тогаш кога диагнозите се фатални. Оваа приказна ќе ја донесе суровоста и безчувствителноста на системот, но и упорноста да се победи истиот и да се успее во тоа. Денот беше понеделник, 13. октомври. Преку ноќ Јован се пожали дека има температура. Температурата беше 39 и нешто. Успеавме ние да ја симниме со облоги, со таблети и утрото немаше никаков проблем. Го пратив на школа, меѓутоа тоаш првпат на учителката и викам, ако нешто се пожали Јован, да ми се јавиш. И по некое време се јави таа дека се жали на болки во стомакот. Појдов, го зедов, стигнавме дома и наеднаш почна да се жали дека раката му е жешка. Левата рака, инаку Јован е левак. И на почетокот не поверував, меѓутоа кога ја стави да ја лади под чешма, знаев дека нешто навистина се случува. И дури се спремивме да одиме на болница, тој се згрчи, левата рака ја изварте, вратот и се загледа, се фиксира во една точка. Не беше контактибилен. Го однесов на лекар, не успеа во Струга да го вратат, па не пратија на детска клиника во Скопје, на интензивна. За време на патувањето до Скопје, некаде кај тетово се освестил и со докторот кој што беше во амбулантното возило, доктор Аце, разговарале и разговарал свесно. Дури и во оној момент кога тој за нас не беше контактибилен, тој знаеше се што се случувало. Татко ми вака ме носеше, зошто тетката ми удри шамар, зошто ме удираше по лице, за да го освестиме ние. В кола дури беше. Сите работи, како го легнале на кревече, мислам, кога стигнавме во Скопје, немаше никаков проблем. Меѓутоа не задржаа тамо со намера да откријат зошто настанал проблемот, што се случило. На интензивна не препратија, од интензивна затоа што веќе не беше критична состојба, не пратија на невро, на петтикат
Тамо не задржа, а сопругата беше со него во соба. Мене не ме оставаа да седам, затоа што тука биле мајки, па не смеало да седиме. И по неколку дена настана проблем кај Јован, халуцинации, кои што медицинскиот персонал во Скопје не ги третираше никако, ни ги припишуваа нас дека ние сме под стрес, дека ние измислуваме, дека нас ни се присторуваат тие работи, дека Јован е нормален, дека ние не сме. Мислам, дури и безобразно беше на моменти нивното однесување, а не водеа сметка да видат што се случува со Јован. Најчесто гледаше полночот за телефон, му се гледаше како пајак, огромен. Дека нешто не е во ред со самиот однос на персоналот кон Јован, татко му забележал уште на почетокот, бидејќи Јован не добил диагноза што подосна ќе се покаже како присудно во влошувањето на неговата состојба. И денес, со гнев во гласот, раскажува Димитрија. За цело имавме диагноза дневна. Денес беше вирусен менингитис, другиот ден беше вирусен енцефалитис. Третиот ден беше бактериски менингитис, четвртиот беше туберкулозен енцефалитис. Секој ден ни ја менуваа диагнозата, а едно испитување не направија за сето. Кога рекоа дека е туберкулозен енцефалитис, после 3 дена повикаа од Козле, од клиниката, специјалист некој, кој што рече нема врска со туберкулозен енцефалитис, значи погрешно е лекуван, а за време на тие 3 дена тие пристапија кон некоја терапија интензивна за против туберкулозен енцефалитис и почна работите да бегаат од контрола. Почна да завлекува нога, почна да се плаши, да гледа. Предпоставуваме некои за него страшни работи, бегај цело време, и каже така. После западна во кома, тоа беше на клиника, да, за време од 5-6 дена, така, западна во кома. Нивната диагноза се менуваше секој ден и на крај кога западна во кома и рекоа ова дете само треба да умре и носете го дома да не умри овде. Спас за него нема, тоа е крајното што може тука да. И веќе ништо не е исто. Зборовите, носете го дома да умре, болат како нож зариен, душата се стега да не препукне, телото да не попушти, чедото единче да се спаси. А ситуацијата станувала се пострашна и побезизлезна. Наместо да се подобрува, станувала кошмарна. Ставената инфузија со имуноглобулини и мешавината од средства за смирување направиле страшна реакција со напади, кои болно е да се опишат, а камоли да се гледаат. Доби страшни грчеви со превиткување наназад, нозете, петиците и главата да се сретнат. И со грчеви, коските крцка, се слушаа по ходниците, во другите соби, тамо преку 2-3 соби, тоа беше страшна гледка. Ние со мајка му лежевме на него за да не се свитка, за да очуваме исправен. Докторката, кога ја повикавме, дојде, се онесвести докторката наврат. Па не препратија хитно на интензивна нега. Тоа се случки што беа тамо, не препратија на интензивна и се чудеа како родителиве плачат за дете. Тоа не може да се опиши некои ситуации кои што тамо сме ги доживеале. И тогаш семејството почнува да бара излез. Излез од клиниката и излез од ситуацијата. Месец и половина биле на детската клиника со Јован во кома и барале да отидат на лекување во странство. Ама тогаш се соочуваа со суровата дрскост на лицето облечено во бел мантил, кој треба да биде символ на помош, хуманост
поддршка и излез. Секогаш реше и јас никого до сега не сум пратила, нема да ве пратам ни вас. Ова дете мора да умри. И таквите изјави од многу родители ги слушнавме од нејзина страна. Значи, можеби некој прифатил дека така треба да е, ние не прифативме. Успеавме некако да стапиме во контакт со педиатриска клиника во Љубљана. Потребно било конзилијарно мислење за да се испрати детето во друга клиника, кое докторката не го потпишувала. И тогаш Димитрија, комплетно свесен за својата постапка и последиците од истата, прибегнал кон неизбежното. Со судни маки добивме, со закана дека ако се случи нешто со детево, дека ќе и се случи нешто и на докторката. Така. Мртва ладна, значи без реакција, дека се работи за дете, дека се работи за живот на крај на краиштата. Сестрите застанаа пред нејзе како кордон да ја заштитат. По некое време го напише конзилијарното, го пративме во Љубљана, тамо го разгледале и не прифатија. А во конзилијарното мислење, една нишка се провејувала. Во него стоеше родителите незадоволни од третманот, бараат. Ние требаше да сме задоволни што треба Јован да умре. Значи, таа реченица беше вметната во целиот тој текст, во целата анамнеза што ја има напишано, за некој да прочита и да рече сега родителите барат нешто што не им следува. После ова влегле во тунелот наречен Надеж. Со шефицата тогашна на транспорт, Аспазија Софијанова, стигнавме во Љубљана. Партизански, вели Димитрија. Јован беше враце, земен од докторката со температура преку 38. Некој шприц за смирување по џебовите ставено, боца со кислород меѓу нозе земена во авион. Значи, кога стигнавме тамо ни кажаа дека една турбуленција можело и детето да ви испаднете и боцата и се и да немате да не можете да реагирате во момент. А Миријана тогаш ставила порака на својот Facebook профил. Јован беше жртва на незнаењето и гордоста на нашите лекари. Драги наши Facebook пријатели, нашата борба продолжува. Утре изутрина заминуваме за Љубљана. Молете се за нас и чекајте не живи и здрави да си се вратиме. Господ и ангелите се со нас. Не очајувајте оние кои на вистина не сакате, зашто се е лага, Бог е вистина. Вистината е, Јован ќе оздрави. На клиниката во Словенија им кажале дека врз основа на конзилијарното мислење не може да знаа зашто станува збор, па требало да направат дополнителни испитувања, а за да му ги олеснат нападите, го ставаат Јован во дополнителна кома. Ама ситуацијата се влошува. Јован веќе е на апарати за дишење. И тогаш, наспроти се соочуваат со финансиски проблем. После се, пак морале да се вратат таму каде на Јован му дале смртна диагноза. И пак наишле на истиот проблем. Во Љубљана останавме скоро 3 месеци. Бевме пратени на 2 недели од фондот заради состојбата која што се влоши. Значи беше и на апарати за дишење и со таа вештачка кома, нездоналска кома. Останавме скоро 3 месеци. Фондот не одговараше овде нити дека ќе ги покрие трошоците ништо. Еден ден беше околу 1300 евра, болнички тамо на интензивна нега. И стигнавме до една сума од 92-94 евра да ги должиме на фондот. Тие не смеа да не испуштат, затоа што ако нешто во меѓувреме се случеше, ќе беа одговорни тие. Не држа, меѓутоа се ни напоменува од време на време. Ова сума е голема за словенски стандард. За вас е уште поголема. Обратете се до фондот. Ние се обраќавме. Тие званично, значи како институција се обраќаа до фондот македонски. Фондот македонски беше глув за нив. Не одговараше 3 месеци. Па се вративме кога го успеа да го оттргнат од машини за дишење. Веднаш не пратија назад.
таа кома уште траеше, таа нездоналска. За 2 недели траеше да го исклучат во Скопје од таа кома. Меѓутоа 2 месеци останавме. Тие 2 недели, затоа што не знае ни како, ни колку, нити дозирање, ништо во Скопје. Така беа безобразни, посебно имаше една докторка која што на секоја наша сугестија одговараше тоа важи за Словенија, овде не. Овде ќе се лекувате помој, не сакаше ни терапијата, ни таблетите, макар што ние ги носевме, ние ги набавувавме и само да му ги дадат на Јован. Остана 2 месеци наместо 2 недели. Ние после си размислувавме, најверојатно таа не му ги даваше, имаа забрана сестрите да му ги дадат таблетите, ние ги наоѓавме под кревет, фрлени таблети. Потоа семејството одлучува да излезе од клиниката и дома едната соба ја претвараат во болничка соба. Од јули 2009 до јануари 2010 биле дома без никаква медицинска помош. Се сами правеле. 8 месеци дома им било клиника. За среќа, заради постојаниот контакт со словеничката клиника и пред се докторката Миријана Перковиќ Бенедикт, која постојано го изнесувала случајот на конгреси, успеале да дојдат до диагноза. Серумот бил испратен во научниот институт во Оксфорд. По 4 недели добивме резултат, потврда на сомнежот на докторкава наша, токму заради тој не прати, НМДА енцефалитис, кој што овде ни го толкуваа како никотинско труење. Ние требаше во Јован да го ставиме во гасна комора, за да добие такво труење и да западне во кома. И да така го протолкуваа овде. Кај нас, да, жално е што се носи титула доктор. Добиената диагноза вели дека само 30 луѓе во светот ја имаат оваа ретка болест. И сега веќе почнува борбата со болеста, затоа што дотогаш се бореле со ветерници. За време на тие 8 месеци се соочувале и со административни проблеми, заради виза, на што најмногу им помогнале словеничките власти, кои правеле се за да им го олеснат престојот таму. После 8 месеци, кога ја добивме диагнозата, уште 2 месеци пак преку фондот баравме да замениме во Словенија. Успеавме, ни дадо една сума која што покриваше една терапија. Кога стигнавме таму, одма после првата терапија, Јован беше друг. Значи, после 14 месеци, 15 е применета таа терапија и Јован покажа знаци различни од она што беше до тогаш. Беше во кома, не беше контактибилен, не слушаше, може би слушаше, може би не, тоа никој не може да го потврди, меѓутоа после првата терапија се видоа некакви резултати. Така да докторката во Словенија организираше терапија на секој месец по една таква. Една терапија беше околу 4,5 до 6.000 евра. Ние такви пари немавме. А мораше да останеме, не смеевме да се враќаме назад. Дури не помините еден циклус од 6 најмалку терапии такви. Тогаш имавме среќа како што ве имаме вас. Тамо наши пријатели, кои што ги запознавме, срби во Српската православна црква, го пријавиле нашиот случај во телевизија Словенија. И таму има една емисија Тедник, која што помага на луѓе за различни причини и потреби. И тогаш дојдоа, снима емисија за Јован и дури се прикажуваше емисијата која што трае прилика сат време, меѓутоа нашиот прилог беше 20 на минути. Се јави новинарката и ни кажа дека се собрани 24.000 евра. Нас не ни се веруваше, затоа што овде имавме ние телефонски броеви. Меѓутоа за 3 месеци по 2.000 евра можеше да се соберат овде кај нас. Тамо 24.000, така викаме, не, сигурно 2.400 се. Меѓутоа на вистина 24.000 преку телефонски броеви и со нив ние ги плативме терапиите што следува. Во меѓувреме имавме и други донации и овде од Македонија, имавме и од Словенија директно на рака луѓе и да
кога го виделе прилогот. Така успеавме да останеме 8 месеци. Тоаш беше визен режим, па моравме и визите да ги продолжиме. Состојбата на Јован секојдневно се подобрувала. Испитувањата продолжиле. Јован веќе имал знаци на будење, реакција на светлина, но не и на две активности истовремено, па докторите морале да го следат постојано. Нападите биле се поретки. Надежта дека се стигнува до целта се поголема. Конечното будење веќе известно. Во врска со будењето, Јован имаше и едни други моменти, малку порано од тогаш. Беше празник, само што настапи празникот вера, надеж и љубов. Тројцата лежевме таму во собата, беше припремена како за болничка соба, тој си имаше болнички кревет, а ние спалната ја доближавме до него, зашто постојано го контролиравме. Јован гласно изговори мама. Се погледнавме само двајцата, затоа што тоа беше прашалник дали слушна ти, дали слушна и ти истото, не ни се веруваше. И чекавме уште, само немаше. Долг период немаше ништо. Во еден момент, исто си лежеше во кревет, јас бев овде в кујна, само се исправи, а немаше покажано знаци дека се буди. Се исправи само и состави една реченица: мамо, каде е тато? А татко му вистина не беше тука. Му кажав, тука бевме со дедо му покоен, и му кажав дека тато е на работа, се спушти во кревет и толку беше. После тоа нормално се радувавме и очекувавме нови зборчина, нова надеж, ама долго немаше. И конечно, август 2012 година, Јован се разбудил. За жал, заради долгогодишната кома ја изгубил способноста на говори и одење, ама неговите со верба во Бога, молитви, постојано придржување до советите од клиниката во Словенија и доктор Бенедикт му се израдувале на денот. Тој ден тука си пиеше јогурт и однаеднаш почна, како ништо да не било, да си разговарат со мене. Пак ме праша кај е татко му беше на работа. Така полека мене ми беше страв да го прекинам. Молчев, му одговорив на прашањето, молчев и чекав уште. И си продолжи. Значи, како да се одблокира некој дел во мозокот, таму каде што застанал, читко, убаво си зборуваше. И од тој ден си продолжи нормално да си разговарат со нас. А проодувањето било голема радост, токму пред докторката, која го спасила. Доктор Пирковиќ, Бенедикт, била дојдена на конгрес во Охрид. Таму во ходниците на хотел Метропол, кога ја виде Јован, беше во количка. Кога виде доктор Перковиќ, почна да се поткреват од количкава. Ние не знаевме, мислевме дека тие му се реакции така обични. Решивме да го одврзиме од тука и да го исправиме. Шо тој кога се исправи со трчање право кон докторката да ја гушни. Тоа беше исто така еден спектакуларен негов начин. И од тогаш од кога пати да трча, цело време трча. Па да, тогаш трчаше долг период, сегде негде трчаше. Навистина му не знаеше каде и што, ама фала Богу и тоа заврши. И тогаш почнал да трча Јован, а трчал постојано, напати и бегал. Сите детали до болеста Јован ги знаеше и после неговото будење. Дека имал и црвена тетрадка, и моливчето каде му ето, некој си по што го запомнил, музичката тетрадка каде е змијата што беше изгазена некогаш, така на некои места, каде што сме помнили. Значи, до ситници се сеќаваше на се. За среќа, периодот на болеста не го памти и добро е што не го памти, затоа што нема ништо добро да се памти во тие 4 години. И после се, следува најголемата радост и конечно, насмевка на лицето на Димитрија. Јован се врати на училиште во 2013. Некако нас судбински ни е број 13. 13 октомври се разболе, 2013 се врати на училиште.
Па на почеток сакаше да учи, му беше интересно, меѓутоа нас ни беше најмногу неговата социализација со другарчињата. Првиот училишен ден кога појде во 7 оделение или во 6 оделение, сите другарчиња ги препозна. Беше описменет, за среќа, и сето тоа му беше останато во мозочето. Немавме проблем во врска со пишување и читање. Нормално, тешко читаше, ама во основна школа му помага. Имавме доста соработка со педагогот, со сите наставници таму. Јас 3 години или 2, не знам точно како беше, одев заедно со него на училиште. Го пратев таму затоа што имаше моменти на раздразливост, имаше моменти кои не ги разбираше, многу се потеше и постоеше опасност да настини. Па јас го пратев со фенови, со цели ранци облека, таму го преслекував и така некако истуркавме основна школа. Па таман додека си стаса за во средно, тој беше нормален. Да, спремен за понатака. Оваа 4-годишна борба после се мајка му ја опишала во фејлтон во весникот Вест. Медиумите ширум регионот пишувале за Јован и неговата борба, а инспирирана од целата ситуација, Миријана напишала и песна. Се викат Искушение. Беше кога ја напишав долга како поема. Па случајно на Фејсбук запознав еден композитор од Америка, Ристо Вешков, на кого му ја покажав песната, му ја испратив и го замолив ако може да напише музика за неа, зашто сакав таа песна да живее, многу да живее, не да остане во ташната или во џебот. И така испадна. Во 2011 година имавме можност да се појавиме на Охридски трубадури, на фестивалот, и таму добив награда за најдобар текст. Песната може да ја побарате да слушните, ја пееше покоен Зоран Дамјанов, за жал тој почина лани. Со душа и срце ја испеа, многу сакаше исто да ни помогне, сакаше таа песна да се пее. Тој октомври 13 никој не ми навести, лошо ми се спрема, синот болест ке го зема. Дојде тивко нечујно, сака данок да собира, дали дете и старица реши та да не одбира. Јас го сакам, Боже, животот, и со трње, и со цветови. Јас го сакам, Боже, животот, и со падој, и со летови. Ветувам ке бидам јака, само Боже подај рака. Спаси ми го синчето, најмилото единчето. Денеска семејството Куловски вели дека вербата во Бога, која никогаш не ги напуштила, и вербата во Божијата милост е тоа што им дало мир, трезвено размислување, согледување на ситуацијата и излез од агонијата. Таму, на калишта, денес чекорат гордо со Јован. Имаат се уште трепет во душата, да не се повтори. Автоимуното заболување кое го има Јован мора да се третира цел живот, па така и денес одат на редовни контроли и терапија во Словенија. Ја паметат до детал таа 4-годишна битка и тие 1460 денови на неизвестност. Ама денес прават планови за факултетот на Јован, за иднината, за возачката дозвола, па за снајка. Денес тие му се радуваат на животот. Еј, кротки лебеди, простете, за бедни човечки грубости.
nikomu ništo ne ste storile, beskrajen posjed ste zaslužile. Lebedi, lebedi, plovete i ne zapirajte, ima mirni bistri vodi, ima topol sončev breg, kaj što jedna moma platno beleše. Isus živo grobje, život darova, Hristos anestije, ne krov, tanaton, patisas, ketis etis nimasi, Zoe Haristamenot, Hristos voskresna od mrtvih, so smrt smrtaja povedi i na onijevo grobovite život im podari. Здраво! Јас сум Снеđa, официјално да ве запознам, драго ми е. Јован, здраво, Снеđa. Добар си? Сега веќе веројатно ви е јасно зошто дојдовме во Мислешево. Јован и татко му не пречекаа и со драго срце влеговме во нивниот дом, скромен по големина, но препон со љубов и позитивна енергија. Јован, кој пред комата и сега свири хармоника и пее, веднаш посака да не ги покаже своите способности. Nešto ke te pitam, babo, pravo da mi kažeš. Nešto ke te pitam, babo, pravo da mi kažeš. Pravo da mi kažeš, babo, bez da me izlažeš. Pravo da mi kažeš, babo, bez da me izlažeš. Koj vojvodi bea, babo, u vas na večera. Koj vojvodi bea, babo, u vas na večera. Da li god se delčev, babo, ili da me gruev. Da li god se delčev, babo, ili da me gruev. Kak me pitaš, a bre, ago pravo kje ti kažam. Kak me pitaš, a bre, ago pravo kje ti kažam. Pravo kje ti kažam, ago bez da te izlažam. Pravo kje ti kažam, ago bez da te izlažam. Со оглед на тоа што веќе слушнавме каков ангелски глас има неговата мајка, малку го задевавме Јован. Дали може да пее во дует? Ја мислам, мама ќе запее. Не смеам. Не? Зашто не сме? Изгледа се уште е сконцентриран само на една активност. Ако пеам, му сметам и тогаш викат. Да? Немој да пееш. Може сега да пее мама, да ја слушнаме? Може. Со чудото од дете направивме и муабет околу неговите планови за иднина. Желбата ми е да бидам глумец. Да
Глумиш во театар? во театар. Омилени глумци кои ти се? Омиljeni glumci mi se Vlado Dojčinovski, Goce Todorovski, Vančo Petruševski, Nikola Todorovski, Šenka Kolozova, тие. Така, ти сакаш во приказните? Па да. Која ти е омилена приказна или најинтересна од македонските народни приказни? Момчето без страв. А подготвени, сите тројца ни ги покажаа албумите и коментираа со насмевка. Ти си бил? Значи да. Си пишува тук. Тоа сигурно тато вакви статистики, а? Гаранти се бавам, да се шојува забавни. Ти си слаб, јас сум тебе. Ти си дебел, јас сум слаб. Болничката соба денеска е соба полна со спомени, но и соба каде Јован учи, решава математика. Во средно се погодило татко му да му е класен, бидејќи Димитрија е професор по математика. Омилен предмет на школа ми е спорт. Добро. Од спорт што? Одбојка. И кажи ми како е да ти биде класен тато? Па добро. Добро. Не си привилегиран на школа? Ти попуштаа? Не? Не. Не? Добро. Ти ми кажеш што оцени имаш? Од 3 до 5. Големата радост на семејството што го има матурантот придонело да побрзаат и да му купат матурска облека која со радост ни ја покажаа. А потоа не однесоа да ни покажат каде го наоѓаат душевниот мир. Таму, во езерската тишина на Калишта, ни стана јасно дека ова ќе биде приказна со сосема поинаква кулминација. Па така, се вративме во Скопје со намера да подготвиме поинакви изненадувања за овие вистински херои, кои успеале да му се спротистават и да го победат системот, да го добијат најдрагоцениот трофеј – животот на нивниот син. Некој вас утри тебе повредил. Еј, кротки лебеди, простете, за бедни човечки грубости. Никому ништо не сте сториле, безкраен посхит сте заслужиле. Лебеди, лебеди, пловете и не запирајте. Има мирни бистри води, има топол сончев брег, кај што една мома платно белеше. Лебеди, лебеди, пловете и не запирајте. Има мирни бистри води, има топол сончев брег, кај што